Во студиото разговараме со Драгана Дендаревска, која што го координираше тимот кој што го работеше истражувањето, влијанието од мерките за справување со COVID-19 врз човековите права на маргинализираните заедници. Добре дојде во студиото. Ти благодарам на поканата и ви благодарам на можноста да го промовираме истражувањето и во медиумите. Да, а Дарко Антич ќе го имаме на Zoom линија, тој ќе говори, тој е еден од оние кои што го работа истражувањето и ќе говори опсежно за економските последици. Меѓутоа, Дендаревска, да започнеме со вас. Ова е истражување кое што, ако може да се види методологијата по која што е правено, е доста обемно. Има опфатени се доста припадници на маргинализираните групи. И да прашам, бидејќи има една сеопшто прифатена теза дека мерките кај нас се носеа адхок. Тоа не значи дека е така, тие се носеа можеби нели промислено, се носеа дискутирано на тие комисии за заразни болести и слично, меѓутоа она што во јавноста се гледаше дека тие се носеа како ден за ден или недела за недела. Се носеа така или не се носеа така? Колку здруженијата има во сето тоа глас или било што, и бидејќи многу е и ќе речам нормално, не дека ги правдам властите, меѓутоа во време кога се справуваме со криза и таква пандемија, и нормално е мерките да не одговараат секој. Секако се има предвид тоа, особено имаме предвид дека стануваше збор за нова пандемија за која што властите нема од почеток доволно информации како треба да се справат, на кој начин се пренесува, и ние како граѓани немавме. Се сеќаваш дека и ние бевме преплашени, а тогаш имавме само 20 случаи. Меѓутоа сепак со прогласувањето на вонредната состојба нели се сконцентрира моќта во владата, се напушта онаа стандардна законодавна процедура, со тоа што нашиот можност за ние да учествуваме во донесувањето на одлуки е навистина многу ограничена. Ние се трудевме, пишувавме иницијативи се со цел овие мерки да ги пресретнат потребите на маргинализираните заедници. Меѓутоа мора да се земеме предвид дека властите кон маргинализираните групи во период на криза имаат обврска подеднакво да го заштитат и нивното здравје, да спречат проширување на пандемија помеѓу овие заедници, а од друга страна мора да превземат мерки за да го спречат понатамошно осиромашување, маргинализација на овие групи, односно да не дозволат непропорционално мерките да ги погодат маргинализираните заедници. Тоа секако се случи. Не сметам дека се водеше доволно сметка за потребите на маргинализираните групи во овој период. Некогаш властите реагираа на нашите повици. Например, тоа беше ситуацијата со жените жртви на семено насилство. Од почеток исклучокот од забраната за движење не важеше на нив, меѓутоа по известно време, по наши барања и реакции, исклучокот почна да важи и за нив. Меѓутоа власта мора да знае какви граѓани живеат, со какви потреби, и знаете особено за луѓето во ромски средини кои што немаат вода за пиење, како што беше ситуација во одредени делови од Прилеп. Добро. Миењето на раци, почитувањето на мерките не значи апсолутно ништо, или за некој што живее во импровизирано живеалиште. И како се решува тој проблем? Сигурно државата не носи цистерна за ние баравме да однесат цистерна како привремено решение. Меѓутоа нели требало да се мисли на време како може во 2021 година некој да нема пристап до чиста вода за пиење во оваа земја. Тоа е уште поголем проблем во градски средини што имаме ние исто таков. Затоа велиме дека оваа пандемија само на површина ги извади системските проблеми кои што ги имаме во општеството поврзани со почитување на човековите права на маргинализираните групи, особено овој извештај зборува за сериозни системски проблеми во системот на социјална заштита. Например, центрите за социјална заштита во услови на криза треба да бидат дел од оние што ги викаме први што одговараат на проблемите. Се очекува социјалните права да страдаат, луѓето да имаат поголеми потреби во услови на криза. Наместо тоа тие работеа со скратено работно време. Исто како здравствените работници треба да се екипираат, да отидат на терен. Меѓутоа они работеа на летен распуст беа. И тука не успеа да ги пресретнат потребите на граѓаните во однос на социјалната заштита.
Постојано ги менуваа критериумите, одбиваа документи да приберат, одбиваа да ги приберат документите по службена должност во ситуација во која што имаме граѓани кои што ги губат работните места и буквално зависат од социјалната помош од државата. Зборуваме пред се за социјалните права како едни од најпогодените или права кои што се во време на пандемија најмалку почитувани? Извештајот се фокусира на 5 области, секако може да бидат истражувани и повеќе, меѓутоа ние се фокусиравме на правото на образование, влијанието од забраната за движење, односно ограничувањето на движењето, социјалната заштита, пристапот до правда и економската благосостојба. И веројатно економската благосостојба им е најважна на сите, оттаму почнуваат и остварување на правата на образование, бидејќи нели за да се образувате треба да купите книга или слично од економската благосостојба. Поврзани се сите, секако. Таа е можеби и најважната. Тука се создава најголема дискрепанца. Какви се случаи на терен вие наидовте? Какви се бидејќи во време на пандемија кога имаше една проценка дека и до 200 евра и до 500 евра луѓето даваат за витамини, за лекови, и тоа обичните граѓани, работници. Овие маргинализираните, некои од нив дури немаат ни толкави приходи. Со какви се приказни се соочивте на терен? Што покажува истражување? Колегата Дарко повеќе ќе ви образложи за економските мерки, да не навлегувам сега во неговиот дел. И секако дел од ова истражување не е правото на здравствена заштита, која што знаеме дека за одредени групи нели фокусот на здравството беше сепак на справување со пандемија, така што луѓе со одредени други болести, пациенти не можеа да се ги остварат навремено своите права. Меѓутоа во делот што е посветен на ограничувањето на движењето, забележавме случаи во кои што луѓето кои што зависат од јавниот превоз не можеа да обезбедат соодветни лекови, да добијат третман. Се соочивме, имавме и документиран случај каде што заради набавка на лекови лицата користеле исклучок од забраната, меѓутоа тоа не наишле на разбирање од страна на полициските службеници и истиот и добиле казна. Така што би сакала да го искоментирам и односот на МВР кој што би требало да имаат поголеми капацитети, особено за справување на со жените жртви на семено насилство во овој период. Каде што знаеме дека се покачи бројот на жртви на семено насилство, насилството ескалираше во домовите во услови кога сте затворени со насилник, и при тоа имаме голем број на случаи. Па 99% од сторителите на семено насилство се мажи, така што ќе ми дозволите да генерализирам. Нема да го исклучиме тој 1%, сигурно. Затоа е родово засновано. Така што имаме случаи каде што голем број на овие случаи се заведуваа како поплаки, жртвата беше оставена во карантин заедно со насилникот. И тоа се гледа преку статистиката на МВР, каде што токму во овој период, во периодот на карантинските денови се зголемува бројот на поплаки во МВР. Што им останува токму на жртвите на семено насилство во такви периоди кога ќе дојде полиција, ќе го заведе како поплака, ќе замине од местото, што им останува на таквите жртви? Тоа е непрофесионален однос на полицијата, тоа не треба да се случува. Добро, полицијата ќе критикуваме дека не смее да биде таква. Што им останува на жртвите? Изложени се на ризик од насилство, изложени се на ризик. Единствено да се обратат до некои од здруженијата кои секако здруженијата во овој период се екипираа, излегуваа на терен, отвараа дополнителни линии, дополнителни веб страни за бесплатна правна помош, за психосоцијална поддршка, за помош при остварување на правата од социјална заштита. Секако стојат на располагање здруженијата. Меѓутоа здруженијата не можат да отидат на терен и да го изведат насилникот од домот. Сигурно. Тоа е тоа што е неопходно за да се превенира насилството да ескалира и да заврши дури со фемицид, како што и имаме случај. Јасно. Да го вклучиме и Дарко Антич, кој што работеше конкретно на економските последици. Дарко, добро утро и до тебе. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. На почетокот на оваа твоја анализа, само да напоменам дека оние кои што се бават со прашањата врзани со правата на всушност економските последици врз обичниот граѓани, не оние кои што ги водат бизнисите, велат дека после пандемијата ќе имаме една уште поголема дискрепанца помеѓу што значи богат и сиромашен
народ. Кога се во прашање маргинализираните групи, дали тоа значи дека освен сиромашни ќе имаме само уште посиромашни или како вовеќе тоа е она што се клучните наоди од економската анализа? Па најпрво би се надоврзал на тоа што Драгана веќе го напомена, а тоа е дека баш во овој период на пандемијата се покажа и онаа основна потреба да најпрво се увидат потребите на маргинализираните и рандливите групи и да се одговори на тие потреби, а понатаму и да се задоволат потребите на сите останати. Кај нас мерките кои што ќе се донесува во изминатиот период во повеќе наврати некако и како што кажавте и вие на почетокот нема впечаток на транспарентно донесување, односно партиципативно донесување на истите, особено што ние не добивме впечаток за начинот на кој што се правени проценките дека таа мерка или тој опфат со тие критериуми за опфат се реално потребни и затоа се прикажани. Во неколку наврати постоеше и изјави од страна на официјални представници на јавни институции во кои што се вели дека тие се многу отворени, дека имаат широки дебати, меѓутоа во тие дебати, повторно ќе напоменам, во најголем дел се стопански комори и бизнис заедницата, а оние кои што всушност се најголеми финансиери на оваа држава, тоа се граѓаните, всушност не беа во ниту еден случај прашани. Еве сега во наредниот период има еден процес кој што значи избор на кампања, избор кој што вклучува всушност директни контакти со граѓани и мобилизирање на граѓани со цел да се прибере неодредено гласачко тело. Можеби тој беше добар приот и требаше да се прифати како начин при креирањето на економските мерки. Јас не велам дека не се добри, во смисла тие се економските мерки кои што и другите држави ги имаат. Меѓутоа, начинот на кој што се поставуваат критериумите и начинот на кој што се таргетираат групите за кои што се тие наменети требаше да биде доста поразличен. Каков поразличен? Многу е важно. Каков поразличен? Дали мислите ориентиран пред се кон работникот или кон поддршка на бизнисот? Бидејќи факт е дека овие големите компании ќе преживеат и после економските последици од пандемијата. Проблемот е дали ќе преживеат малите и микро и средните предпријатија. Најголемиот дел од анализите покажуваат дека највеќе страдаат оние кои што се водени од едно лице или пак се од некои дејности како што се занаидничество, туризам и слично, кои што значително беа погодени во овој период, особено економски. Тие кои што се големи претрпеа одредени загуби, не дека не се соочија со проблеми, меѓутоа можноста и нивниот капацитет и ресурси за да ги надминат тие проблеми е многу поголема односно овие кои што се помали. Сега во случај чисто да ви дадам пример зошто не е соодветно, а тоа е дека пример има мерка во која што се доделува 30.000 денари за млади лица до 29 години за развивање на IT вештини и дигитални вештини. Значи вие еден просечен износ на курс за дигитални вештини е 90.000 денари. Ако вие сакате да таргетирате ранливи категории и маргинализирани групи, во тој случај јас не би рекол некој семејство кое што заработува под минималниот праг ќе може да си дозволи да плати дополнителни 60.000 денари за неговото дете и да може да добие некои дополнителни вештини, при тоа да се соврши и да добие нека подобра работна позиција. Ова се мерки за време на пандемијата, бидејќи сега знам дека во моментов има отворени Истата мерка цело време имаат. Ама има бесплатни курсеви кои што се целосно финансирани од државата. Не се ова е конкретно за мерка, инаку преку оперативниот план на Агенција за вработување се финансираат континуирано ваков тип науки. Ова одеше преку Министерството за образование и наука.
Во делот на исто така пример онаа помош од платежни картички од која што е најфамозна и највеќе позната помеѓу и најкористена помеѓу граѓаните е 9000 денари платежна картичка за купување на домашни пример производи. За едно семејство каде што според пример Државниот завод за статистика во 2020 просечниот трошок за живот на едно семејство во нашава држава е 33.000 денари. Значи ако едно семејство има еден вработен кој што заработува 15.000 денари, јас не знам како тие 9.000 денари ќе им помогнат за да купат одредени производи, особено заради тоа што се еднократно, а не се континуирано. Истото беше и со оние ваучери кои што се доделува за поддршка на студенти за покривање на сместување во студентски домови и училишни трошоци, кој што исто така изнесува максимално 9.000 денари. За еден студент кој што просечен трошок, зависно од типот на школарина кој што го плаќа, е помеѓу 21 и 22.000 денари месечно, тие 9.000 денари не знам како ќе му помогнат, особено доколку доаѓа од семејство кое што е доста, како да кажам, маргинализирано и со ниски приходи. Тарко, значи државата да, веројатно бидејќи ваквите економски мерки, знам дека беа доста бранети кога е во прашање власта, меѓутоа тоа се краткорочни решенија кои што ќе сменат на 2-3 дена во одредени семејства, тоа нема да смени за цел месец, а камоли за половина година или година колку што траеше карантинот и од каде што излева уште многу други дополнителни проблеми. Би рекол ли дека можеби со тие краткорочни мерки се стимулира екзистенцијата на сиромаштијата во Македонија? Јас би рекол дека сиромаштијата ќе се продлагочи во наредниот период, особено од еден аспект заради тоа што ние имаме континуиран дефицит во буџетот, кој што се континуирано се зголемува, пат на економскиот раст кој што се очекува дека ќе се намали во наредниот период. Меѓутоа, клучните ефекти и според Народната банка и според Министерството за финансии ќе се видат во 2022 година, што е многу значено. Тогаш мислам дека ќе биде многу полош отколку што е сега. Многу е важно ова заради тоа што краткорочни мерки треба да има. Значи владата треба ад хок да реагира на одредени промени и одредени потреби. Повторно ќе нагласам, значи тие потреби треба да бидат индивидуализирани од аспект на конкретизирани за конкретна категорија. Дури и да кажам скалесто можеби треба да се планираат. Одредена категорија да се задоволи сега, за друга категорија да се задоволи понатаму. Ваков тип на краткорочни и ад хок мерки, еднократни мерки како што ги нарековте, само водат кон краткорочно надминување на одредени проблеми, со цел да се, како да кажам, покријат одредени недостатоци. Кај нас недостасува, барем јас таков впечаток имам, недостасува среднорочно и долгорочно планирање. Значи, јас не можам да утврдам врз основа на ова кое што е спроведено сега, како тоа реално ќе даде придонес во наредниот период после одреден број на години. Особено заради тоа што се, повторно ќе кажам, мерки кои што се трошење на буџетски пари, кои што само еднократно или на многу краток период задоволуваат одредени потреби. Да, и за волја на вистината, некои од тие мерки наменети за компаниите, особено ние пакет мерки финансиска помош, помогнаа некои од компаниите да опстанат, меѓутоа имавме голем број на случаи каде што работодавците всушност и не ги пренасочиле парите кон своите работници, што ќе рече дека имаме и култура на негрижа кон своите работници, а тогаш за какви бизнис услови или за каков бизнис зборуваме во државата. Дарко, овде со економските мерки ќе ти се заблагодариме. Со Драгана ни останува да видиме што е она што произлегува како поуки, што е она што излегува како пораки и она што ќе се најде можеби во извештајот доставен до властите за
за да ги адресираат овие проблеми, бидејќи Дарко напомена дека дел од мерките треба да бидат, како што рече, индивидуализирани или категоризирани. Меѓутоа, за да бидат индивидуализирани или категоризирани, треба и многу да се работи. Нормално власта мора да мисли на потребите на секој граѓанин. Значи, без разлика што се наоѓа во криза, што се наоѓа во ситуација во која што адхок треба да се реагира, не може да не се имаат предвид потребите на цели категории граѓани. Например, да не се има предвид економската состојба на ромите. Или пак да не знае градоначалникот на општина Прилеп дека немаат вода за пиење и што ќе се случува во услови на пандемија. Ова се покажа, например, и со резултатите од образовниот систем. Ни се потребни, ни се длабонки реформи. Сериозни реформи во овие системи кои што треба да се случуваат континуирано и забрзано. Исто како и, например, што се однесува до социјалната заштита, се направија одредени измени на законската рамка, унапредувања, меѓутоа остана истите капацитети на центрите за социјална работа. Од каде започнуваат реформите? Започнуваат од Министерството за труд и социјала, од Министерството за образование, можеби од законодавниот дом? Сепак треба да започнат токму од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за образование, бидејќи токму во извештај ги опфаќа и секако овие области. И секако задолжително е учеството на граѓанските организации, односно на оние луѓе кои што имаат контакт со заедниците на терен во донесувањето на одлуки, меѓутоа нели учество, не само да учествуваш, него и да те послушаат, бидејќи навистина жално е што институциите и центрите за социјална работа не излегуваат на терен и немаат доволно информации од луѓето на терен. Не велам дека 100% не излегуваат, меѓутоа многу помалку тоа го прават од здруженијата на граѓани. Така што реформите и унапредувањето на капацитетите, особено во системот на социјална заштита, е навистина неопходно. Истото се случува и во образованието и секако би рекла дека забраната или ограничувањето на движењето кога се носи мора да се пресретне, мора да се запрашат властодржците што тоа значи за одредени категории граѓани и да предвидат дополнителни мерки за да им помогнат на нив. Да, прва вонредна состојба во државата, прва пандемија, прв пат се носевме со нешто ново. Сигурно нема да биде и последен пат, бидејќи од ова треба само да се извлечат поуки, ќе следи нова пандемија, тоа е несомнено. Кога, можеби генерации после нас, меѓутоа ите како овие работи треба да останат запишани и меморирани за да се излечат поуките. Драгана Драндаревска, јас ке ти се заблагодарам за гостувањето, исто и на Дарко Антич за вклучувањето. Инаку вашиот извештај може да се најде на социјалните мрежи, секако на Сдруженијата коалиција, Маргини, Хера, ЕСЕ и слично, и на вашите веб сајтови, па да се види целосно обем. И на мрежата за заштита од дискриминација. Така. Благодарност уште еднаш. Ти благодарам.